Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Вие сте на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. 11 часот, време е за најновата емисија насловена како Радио Полиграф. Ова емисија е замислена како едночасовен разговор кој оди во живо. Во неја учествуваат гости и стручни лица, аналитичари, политичари, со кои ќе разговараме и ќе ги анализираме најактуелните теми од Македонија, регионот и светот. Одиме веднаш со денешната тема посветена на закажаните избори за 11 декември, како и најавата на председателот на Собранието Трајко Велјановски дека точката за распуштање на Собранието ја става како дополнување на дневниот ред на седницата закажана за 17 октомври понеделник, веднаш по точката која се однесува на усвојување на буџетот за 2017 година. Во емисијата ќе зборуваме и за вчерашната посета на Македонија на еврокомесарот Јоханес Хан и за тоа што е разговарано и договорено во пресред на 11 декемвриските воредни парламентарни избори. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Еврокомесарот за проширување и добрососедска политика Јоханес Хан вчера пристигна во Скопје и се сретна со лидерите на 4 најголеми политички партии, специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и граѓанскиот сектор. Важно е изборите да бидат добро подготвени и изведени на начин кој никој не ќе може да ги критикува, но изборите не се. Тие се темел за враќање на земјата на патот кон евроинтеграциите, изјави еврокомесарот Јоханес Хан по средбите во Скопје. Изборите, смета тој, се добар чекор доколку бидат исполнети сите услови за кредибилно и слободно гласање. Но изборите, вели Хан, се само првиот чекор, бидејќи политичките партии мора да соработуваат за имплементацијата на итните реформски приоритети. Имавме интересни средби. Дојдов да демонстрирам дека Европската Унија е посветена на вашата земја, дека процесот на пристапување е важен. За нас изборите се важни, но изборите не се. Тие имаат клучна улога за да ја вратат земјата на евроатлантскиот пат, но подеднакво важни се реформите кои што треба ургентно да се донесат. Затоа денеска разговаравме за изборите и условите како тие ќе се подготват, за повеќе да нема критики за условите и за подготовката на изборите. Се разбира дека разговаравме и за специјалното јавно обвинителство. Тоа тело треба слободно да работи. Сите политички партии треба да го почитуваат правото. Добро е да се каже дека има напредок во медиумите. Тоа е многу важно, да се работи професионално и независно. Изборите се важни, имавме 2 години да се подготвиме. Сега е клучно да се фокусираме на граѓаните и на економијата. За време на средбите со председателот на владата за спроведување на изборите Емил Димитриев соговорниците, освен за потребата за членство на Република Македонија во Европската Унија, разговарале и за обезбедување на фер и демократски избори во земја, при што премиерот Димитриев изразил задоволство од тоа што сите политички партии се согласиле дека се исполнети сите услови за фер и демократски избори. Димитриев посочил дека изборите на 11 декември се единственото решение за политичката криза и пат кон креирање на политичка влада базирана на волјата на гласачите. На средбата со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, Хан и Груевски констатирале дека се исполнети условите за одржување на предвремените парламентарни избори на 11 декември, при што Груевски посочил дека изборите се единствениот начин за излез од политичката криза, а за веродостојноста на целокупниот процес и градењето доверба потребен е ангажман и придонес на сите политички субјекти. Хан се сретнали со лидерот на СДСМ Заев, при што била изразена заедничката согласност дека е неопходно сите политички партии и институции, вклучувајќи го и Собранието, да ја испочитуваат обврската за слободни, фер и регуларни избори. Хан разговараше одделно и со лидерите на ДПА и ДУИ, Мендух Тачи и Али Ахмети, како и со специјалната обвинителка Катица Јанева. Имавме многу добра средба со еврокомесарот Хан. Разговаравме за одржување на изборите на 11 декември и за она што го презедоа политичките лидери со договорот од 31 август. Овој договор треба да се почитува од сите партии, со нивните политички и организацијски активности. Сите страни се за одржување на кредибилни избори на 11 декември, на кои сите ќе учествуваат. Ако има еден
аргумент или факт дека партиите од власта ВМРО и ДУИ повториле постапки што направиле во прошлите избори, за нас тие избори не бидат важечки и во тој момент ќе ги бойкотирам. Разговаравме за периодот што помина, како работевме во специјалното јавно обвинителство, со кои предизвици сме се соочиле во однос на материјални и професионални проблеми и во иднина во однос на продолжување на нашиот мандат. Дали со законите кои што барате да се сменат, а не се на дневната ред? Па се надевам дека ќе ги донесе собранието додека се распушти. По барање на владеачката ВМРО ДПМН и пратеничката група на СДСМ и коалицијските партнери во средата доставија предлог за распуштање на собранието. ВМРО ДПМН тогаш предложи собранието да закаже седница на која што прва точка ќе биде донесување на буџетот за 2017 година, со што ќе се гарантира редовна исплата на плати, пензии, социјална помош и подмирување на другите потреби на граѓаните, а како втора точка да биде одлуката за распуштање на собранието. Пред СДСМ да ја достави иницијативата за распуштање на собранието, председателот на парламентот Трајко Велјановски за 17 октомври го закажа почетокот на седницата на која пратениците треба да расправаат за предлог буџетот за 2017 година. Власта и опозицијата и на собраниската седница во четвртокот се обвинуваа кој бега од избори. За СДСМ виновни се ВМРО ДПМН, бидејќи распуштањето го условуваат со носењето на буџетот. Од ВМРО ДПМН пак велат дека опозицијата бега и најавуваат дека во понеделник, веднаш по носењето на буџетот, ќе го изгласаат и распуштањето на парламентот. ВМРО ДПМН и ДУИ побегнаа од распуштање на парламентот. Па ајде да го донесеме буџетот, па ги лажете граѓаните дека ќе немало пензии, плати, социјални помоши и не знам што друго. Предлогот беше многу јасен. Значи не беше нити условен како вашиот, нити ништо. Колега Шугаревски, воопшто да не се грижите. Во име на пратеничката група на ВМРО ДПМН сакам да ви соопштам дека веднаш после гласањето на буџетот на Република Македонија, цела пратеничка група на коалицијата за подобра Македонија без дилема ќе гласа за распуштање на собранието и од понеделник тргаме во избори на кои што вие ќе се добиете лекција. Право е нивно да си прават лакрдија, нека продолжат, оти разбираме дека е тоа во очекување на посетата утре на Хан, но господо, баравте два пати да одите на избори и ви подпишавме ми од ДУИ иницијатива да се распуштиме. Плачевте по цел свет да се вратите назад, да не одите на избори. Тоа не би сме вие криви. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Токму на оваа тема денеска мој гостин е пратеникот на ВМРО ДПМН Владко Ѓорчев. Господин Ѓорчев, добар ден. Добар ден, поздрав до вас, поздрав и до вашите гледачи, било каде што нас слушаат во Македонија. Прекрасно е кога се оди некаде низ Македонија, ќе се чуе убаво радио, ќе се чуе убав глас, убава музика и радиото е еден специфичен медиум кој што е незаменливо. Значи, радиото е единствен медиум со кој што човек може нешто друго да работи, да вози, да работи, да продава или било што, а истовремено и да слуша информации, да слуша разговори и слично. Другите не се такви. Не случајно го викаат слеп медиум, но во секој случај радиото нели им помага и на другите луѓе кои не можат да гледат или мора да се фокусирани на нешто друго, па го слушаат. Во секој случај се надевам дека оваа емисија ќе биде слушана, така да почнеме веднаш нели со прашањата кои ги подготвив за актуелните политички состојби кои се случуваат во Македонија пред избори, предизборна кампања. Хан вчера беше во Македонија. Како оценувате посетата на Хан и резултатите од разговорите со партиските лидери нели во насока на предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември? Гостувањето на еврокомесарот Хан беше и очекувано и најавено и добро е што тој дојде, затоа што после два пати одложени избори во Република Македонија, добро е да се осигураме, да се потврди дека ќе имаме избори на 11 декември. Значи интерес на ВМРО ДПМН, но пред се и над се интерес на Република Македонија, на економијата, на стопанството, на луѓето, на граѓаните, е избори да има и политичката криза да заврши.
Значи, да заврши политичката криза и постепено да излегуваме од неа. Значи, посетата на Хан беше во таа функција, да се сретне со политичките лидери, со партиите, со останати организации, едноставно да се осигури дека сите се насочени кон тоа што треба да се случи на 11 декември, затоа што нели имавме една лоша ситуација за Македонија. Имавме одлагање на избори во април, па имавме одлагање на избори во јуни, кога на СДСМ и на некои други не им се допаѓаше тоа што ќе биде исходот од изборите, па на граѓаните на Македонија им се порачуваше дека не треба да гласа, дека народот не треба да гласа, дека народот не знае да гласа и така натаму и така натаму. Напротив, наше мислење е дека народот знае да гласа, дека народот треба да гласа и дека народот има право да гласа. Значи во Македонија и за Македонија се одлучува тука, граѓаните на Македонија се врховниот арбитар, тие излегуваат и тие даваат или земаат власт. Да, но морам сега да ве прашам она што онака новинарски вчера го заклучивме и јас и веројатно многу од моите колеги, тоа е дека изјавите по средбите со Хан, тие беа одвоени средби со еврокомесарот, со 4 партиски лидери плюс нели специјалната обвинителка Катица Јанева. Еврокомесарот рече дека изборите треба да бидат добро подготвени и изведени на начин што никој нема да може да го критикува. Премиерот Димитриев излезе по средбата со Хан и оцени дека морам да го потенцирам тоа, дека сите политички партии се согласили дека се исполнети сите услови за фери демократски избори. А лидерот на ВМРО ДПМН оцени дека се исполнети условите за одржување на предвремените парламентарни избори, а лидерот на СДСМ Заев рече дека сите политички партии, но институции, вклучувајќи го и собранието, треба да ја испочитуваат обврската за слободни, фер и регуларни избори. Малце терминологијата е нели различна, пак некако како од тие средби да секој си извлекол она што него му одговара. Како тоа го коментирате? Па терминологијата може да биде различна, но заклучокот е еден, а тоа е дека прво, условите за изборите се исполнети, второ, дека граѓаните треба и ќе гласаат, и трето, дека после тие избори треба да се состави влада за Македонија да излезе од кризата. На крајот на криштата сите ние знаеме дека има услови за избори. Значи има ли еден граѓанин на Македонија кој што му е ускратено правото да гласа? Нема ниту еден. Дали има некој кој што гласал 2 пати? Нема. Дали на секој избирачко место горе-доле луѓево во Македонија се знаат помеѓу себе? Апсолутно, затоа што се комшии со години и децении. Затоа што немаме прв пат или втор пат избори, во 10 години имаме 10 избори, пред тоа уште 10, вкупно ние сме имале повеќе од 20 изборни циклуси. Дали тие избори биле за претседател прв или втор круг, дали тие избори биле за градоначалници прв или втор, општински совети, парламентарни избори и така натаму, разни референдуми. И сега некој да им порача на македонските граѓани дека не знаат да гласаат, или например дека во Македонија нема услови за гласање, дека има услови за гласање во Авганистан или дека има услови за гласање и веродостојни избори во Ирак или во Мозамбик или во некоја друга земја, мислам дека тоа не држи. Значи тоа е игра на СДСМ која што СДСМ сака да ги убеди граѓаните нешто што е спротивно на нивните очи. Значи имаме избирачки места, луѓето се знаат помеѓу себе, имаме буквално по 10-15 луѓе на секој избирачко место каде што птица не може да пролета, а да не се забележи. Значи, внимавајте, има луѓе од јавна администрација, има партиски наблюдувачи, има меѓународни наблюдувачи, има една, втора, трета невладина организација, сите имаат мобилни телефони, сите може да сликаат, да снимаат и така натаму и така натаму. Значи, на крајот на криштата ние сме имали ситуации во Македонија каде што истиот овој СДСМ и Стево Пендаровски како председател, независен, нели не партиски и така натаму, председател на Државна изборна комисија, не уверуваше дека е во ред да се има резултат на избирачко место 200-0, 300-0, 500-0 или 700-0 за еден кандидат. Значи имате избирачко место 700-0
Таму има претходно небљувачите на ВМРО ДПМН биле со ќотек истерани или жени влечени за коса и тоа се фери демократски избори, а демократски избори во кои што нема ниту еден приговор, ниту еден во цела Македонија. Каде што резултатите во секоја кутија се тука некаде каде што ја рефлектираат стварноста, тоа се под наводници како што е тие недемократски или неслободни избори. Значи, луѓето знаат што сакаат, луѓето имаат доволно свест, луѓето имаат јасен избор и ајде конечно, после 2 години криза, после малтретирање на државата, после огромни штети што секојдневно ги гледаме, ајде да се излезе на избори, да се гласа, да се состави влада, народот да каже што мисли и да идеме понатаму. Добро, во овој блок уште само за крај, за првиот блок околу изборите, би сакал да ве прашам, Македонија нема некој искуство со овака брзо да се случат воредни парламентарни избори, а за 2-3 месеца регуларни локални избори. Дали тоа можеби ќе дојде до попречување на изборниот процес, првиот или вториот? Сепак немаме искуство, еве, чисто како јавност ве прашувам, колку и партијата има искуство за толку брзо да ги подготви и локалните и да се подготви и за парламентарните, па потоа и за локалните избори. Мислам дека воопшто не е проблем. Значи да, навистина е дека поблиску ќе бидат парламентарните со локалните избори. Ќе има нели малце повеќе работа во смисла на подготовка на избори, гласање, кампања и така натаму, но она што е добро за граѓаните, она што се надевам дека ќе биде добро за граѓаните е после тоа што ќе нема 4 години избори. Затоа што со ова малтретирање, буквално малтретирање на Македонија што и го приреди Зоран Заев и неговите соработници, луѓето велат преку главање, доста беше, доволно криза, доволно тензии. Ке имаме парламентарни избори, мандатот е 4 години, ке имаме локални избори, мандатот е исто така 4 години, значи ајде да имаме еден период на стабилизирање на состојбите и да се посветиме на она што вистински е потреба на луѓето. Што ги интересира било кој граѓанин? Значи, граѓаните ги интересира прва работа, животен стандард, плата, зголемување на плати, живеачка. Ајде повеќе фабрики да има. Значи нема семејство во кое што некаде тоа не е главен број 1 проблем. Значи ајде да има повеќе фабрики, повеќе вработување, повеќе прилив во буџетот да може исто така подобро да функционира. После тоа кога ќе имаме поголем број на инвестиции, ќе расте и цената на трудот. Нема човек во Македонија на кој што не му се потребни 1, 2, 3, 4, 5 илјади денари во текот на месецот за да му порасне платата. Платата ќе порасне ако паѓа невработеноста. Колку е помала невработеноста, толку повеќе растат платите. Значи обратно, колку имаме поголема невработеност, толку се помали платите. Значи, ајде да се сконцентрираме на тие прашања, асфалтирање на улици, канализации, тротоари, игралишта, како да ги намалиме списоците за чекање во градинка, како повеќе да се исплаќаат субвенциите во аграрот и така натаму и така натаму. Значи луѓето ги интересираат секојдневните проблеми. Доста су избори, еве, ќе го поминеме и ова, и парламентарни и локални избори, а после тоа ајде да работиме она што луѓето го очекуваат од сите нас. Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН е гостин во денешната емисија Радио Полиграф во Радио Слободна Македонија. Одиме со краток блок реклами, се враќаме во студиото. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска е пратеникот на ВМРО ДПМН Владимир Ѓорчев. Господине Ѓорчев, дали ќе успеат пратениците да го донесат буџетот во предвидениот рок и дали ќе се распушти парламентот во предвидениот термин? Ова прашање пред се поради најавата, нели, дека од понеделник претседателот на собранието рече дека ќе ја стави точката за распуштање на парламентот, но откако ќе биде изгласан предлог буџетот за 2017 година. Се надевам дека собранието ќе биде распуштено затоа што СДСМ досега 2 пати изминативе 6 месеци буквално бегаше од избори. Бегаше од избори затоа што знаеше дека ќе загуби и сега ќе загуби. И сега гледаат да ги одложат изборите, но веќе нели нема каде да се бега затоа што е депласирано и трет пат да се одложат изборите. Значи избори треба да има, избори ќе има и собранието ќе се распушти. Законски се надеваме дека СДСМ ќе учествува на изборите и дека нема повторно
да избега од изборно соочување со народот. Законски е од 3 до 5 дена дебатата за предлог буџетот. Дали мислите дека ќе успее да се распушти следната недела, ако почнеме понеделник? Да, јас очекувам понеделник да се распушти собранието, ако биде 1 или 2 дена подоцна. Исто така веројатно мислам дека понеделник треба да биде денот кој ќе го распуштиме собранието, но во делот на буџетот би кажал неколку работи. Да, јас сакав тоа да прашам, зошто инсистиравте предлог буџетот за 2017 да се носи токму сега? Опозицијата и некои други политички структури тврдеа дека тоа треба да го стори новата влада, а до тогаш да се премине на временно финансирање. Временно финансирање не е добра опција за Македонија. Временно финансирање ја подгрева неизвестноста во државата и временно финансирање треба да има или може да има само во исклучителни ситуации. Значи, ние сакаме да смируваме состојбата во Македонија. И тоа е добар знак и спрема стопанството, и спрема инвеститорите, и спрема економијата, и спрема банките, спрема целото општество. Значи, внимавајте што ќе значи, например, за Македонија да нема буџет. Прво, СДСМ знаеме дека не сака Македонија да има буџет. Да, тоа ме прави, дали можеби некој има цел и желба да земјава отиде во воредна состојба, таа и веќе е во некоја воредна состојба, дали современото финансирање на буџетот и носењето на предлог буџетот, некој сака Македонија да ја втурне во уште поголема кризна состојба, бидејќи ние сме на работна од таа политичка криза и економска. Значи, имаше еден таков обид и сите се сеќаваме на него, тоа беше 2012 или 13 година. СДСМ буквално одбиваше со насилство во собранието да се донесе буџет на Македонија. Значи, нели пред 3-4 години кога беше обидот на СДСМ да нема Македонија буџет, тоа ќе ја доведеше Македонија во една ситуација Македонија да биде единствената земја на светот. Единствената земја на светот која нема буџет. Значи, внимавајте, земји што се во војна имаат буџет. Значи, дури една Сирија, Авганистан, Ирак и така натаму, и тие земји имаат буџет. А да не зборуваме за земји кои што сака да имаат економски раст, економски напредок, како што Македонија сака. Значи, земјата апсолутно мора да има буџет. Ако немавме буџет, ќе се стопираше исплатата на пензиите, исплатата на платите. Ќе се стопираа земјоделските субвенции. Немаше државата да може да го сервисира плаќањето на сметки за болници и за училишта. Значи, училиштата, болниците, јавните установи немаше да платат вода, струја, комунали и така натаму и така натаму. Значи, ние за неколку месеци само од таа неодговорна игра на СДСМ ќе доведевме државата, или СДСМ ќе доведеше со таа неразумна политика, државата буквално во сеопфатен колапс, не само финансиски, туку и социјален. Тоа беше прашање, тоа е кризната состојба, не мора војна да има. Тоа е една хиперкриза, тоа ќе беше едно економско цунами кое што ќе завршеше со хиперинфлација, еврото ќе отидеше на 90, 100, 120, 140 денари, ќе колабираа банките и ние ќе имавме една ужасна состојба во Македонија. Тоа се спречи. Тоа се спречи, буџетот тогаш се донесе. СДСМ најуеше, ако донесете ваков буџет, ќе има грчко сценарио. Нели, ќе пропаднат банките, банкоматите ќе останат без средства и така натаму. Ништо од тоа не се случи, туку напротив, во Македонија во тој период скоро секој месец влегува инвестиции, влегуваа фабрики. Ништо што СДСМ последниве година две го спречи, колку толку ја гледаме дека се враќаат повторно фабриките, инвестициите, но еден куп нели ги ставија во мерување своите инвестиции и имаме ситуација каде што пироманот вели има пожар. Значи, ќе се запали пожарот и после тие ќе речат, ама видете гори голема е штетата. Значи, тоа е еден сегмент од тоа. Значи, Македонија не треба да биде во состојба кога ќе нема буџет, туку напротив треба да има буџет, затоа што изборите се на 11 декември. После тоа не знаеме колку време ќе се прави владата. Дали владата ќе има, прво треба да се конституира собранието. Значи прво собранието се конституира во рамките на 20 дена. Тоа ќе биде до нова година, новогодишни празници, божикни празници, преговори помеѓу политичките партии, гласање во собрание, тридневни дискусии и така натаму, веќе на големо ќе почне 2017 година. И сега ако немаме буџет, имаме неизвестност. После тоа не доаѓаат и нови избори и така натаму и така натаму. Значи, Македонија треба да има буџет, добро е да има буџет за сите, за целото стопанство, за сите граѓани
И крајно е неодговорно било кој да сугерира дека ние не треба да имаме буџет. Значи, тоа е само врвен доказ за нечесните намери кои што ги има СДСМ спрема оваа економија. Јас само би завршил дека овие 2 години покрај онаа епизода со обидот за недонесување на буџет, ние видовме уште неколку обиди за рушење на македонската економија. Прво се избркаа неколку инвеститори или неколку инвестиции што требаа фабрики да влезат во повеќе градови во Македонија. Кои беа најавени, ги ставија на чекање, некои се знаат во јавноста, некои не се знаат во јавноста. Се надеваме дека повторно ќе ги донесеме, затоа што знаете како, кога луѓето гледаат немир, напади врз полиција, горат контейнери, обиди за влегување во влада, се кршат институции, се кршат општини, тие се велат чекајте, не е сигурна работава, имаат буквално 20-30 земји што буквално ги влечат за ракав, им велат инвестирајте кај нас. Не мора велат да инвестираат во Македонија, тие сакаат Македонија да има најдобри услови. Ако има немир во Македонија, ќе речат, ќе идеме во Романија, ќе отидат во Бугарија, во Србија, ќе отидат во Турција, голем пазар, 80 милиони луѓе, ќе отидат во Малезија, Индонезија, Чешка, Полска, Украина и така натаму и така натаму. Нема земја на која што не требаат инвестиции. На секој му треба и инвестиции, и фабрики, отворање нови работни места. Најразвиените земји имаат најмногу инвестиции. Апсолутно. Значи, тоа беше еден од нападите кои што ги имавме врз македонската економија. Втори или трет беше напад кога со полуинформации, со оговарање и слично сака да ги сушат банките во Македонија. Нели еврото ќе отиде 65 денари, 67, 70, народе, повлечете си ги парите, ќе ви ги снема парите. Значи, директен удар и напад врз курсот на денарот и директен удар за рушење на најголемите банки во Македонија. Внимавајте што ќе значи за македонската економија, но и за секој поединечен граѓанин, ако во ист ден несолвентни станат Стопанска банка, Комерцијална банка, Тутунска банка, Шпаркасе и уште неколку други банки. Целиот систем ќе падне. Значи, целиот систем ќе падне. А некој тоа сакаше да го приреди на Македонија. Значи, некој настрана оние удари кои што ги имавме, нападот врз Куманово, кој што е најголема општина во Република Македонија, 105.000 луѓе. Значи, нападот во Куманово, човечки жртви. 10 луѓе, околу 15 деца останаа сираци, 30 повредени полицајци. 2 дена пред тоа во Куманово 30 други повредени полицајци тука пред владата на Македонија. Значи имавме ситуација во која што во 2 дена 30 повредени пред влада, 30 повредени ранети во Куманово и 8 загинати. Значи во 2 дена 70 на полицајци беа надвор од строј. Колку беше силен тој удар од Македонија. И она што го реков, бркање на инвеститори, нестабилност на институции. А и мигрантската криза изигра улога голема. Најголема мигрантска криза од Втора светска војна наово. Глобалните текови многу преку наш грб отида. Ги издржавме сите тие удари. Значи мислам дека Македонија и граѓаните на Македонија покажаа голема жилавост. Значи голема отпорност на кризи кои што не беа наметнати од повеќе адреси на повеќе места. Токму следните прашања ми се околу тоа блиц кратки. После речи се 1 година и 2 пржено договори, ангажман на меѓународната заедница, 2 договорени па предоговорени термини за спроведување избори. Подготвени ли сте како партија и овој пат на сценариото доколку некој евентуално ги оспори резултатите од овие избори? Сакам само да потсетам дека вчера лидерот на ДПА веќе навести дека нема да ги признае изборите доколку има нерегуларности. Тоа така звучи, нели, доколку има нерегуларности, но што е за тоа нерегуларности? Сведоци сме во Македонија дека тој што губи обично наоѓа нерегуларности. Колку вие како партија ќе можете со тоа да се справите, нели? Знаете како, кој губи има право да се лути, но кој губи нема право и не е во ред да штети на државата. Значи едно е некој да биде незадоволен од резултатите, дека мислел дека има поголема поддршка па немал, но сосема друго е кога директно се прави штета на државата. Токму следното прашање кое ве прашува пред малку, тоа е дали можете да ги процените онака партиски, нели, штетата за изборните резултати од бомбите на Заев, кои, нели, изминатиот период доминира од другата страна и со тие бомби, нели, се обидува да го намалат рейтингот на ВМРО ДПМН, кој инаку беше, нели, голем според оние анкети и според теренските
анкетирања, бомбите беа нели оружјето на СДСМ да го намали рейтингот. Колку се штетите по ВМРО ДПМН? Штетите врз Македонија, тоа е најважно, штетите врз Македонија се огромни. Значи, погледнете само, ние имаме, дури и со сите овие кризи, меѓу поголемите растови во Европа. Значи, ние оваа година ќе имаме раст на БДП некаде околу 2%, а требаше да биде повеќе од 4%. Сега, тоа на прв поглед нема некоја голема разлика, нели требало биде растот на БДП 4%, но ќе биде 2%. Но кога ќе пресметате тоа во средства, во пари, на економија која што вкупно како Македонија околу 10 милиарди БДП годишно, 2% тоа се 200 милиони евра. Само што е штетата врз БДП. Значи, настрана сите искршени прозорци на општини, вандализирана македонска телевизија, вандализиран Совет на град Скопје, бараки од 60-70 години во кои што работат луѓе кои што работат 30, 40, 50 години обична администрација и сега некој да им ги направи лом бараките. Некој да направи лом општина Крива Паланка, општина Битола, да се нападне општина Прилеп. Значи, тоа е настрана овие паметниците, настрана она што е срцевина на македонската идеја. Гоце Делчев, асномците, илинденците, децата бегалци, референдумот 91 од 8 септември. Изградени институции, тоа е. Институции, значи, се удира по нешто што е свето за овој народ. И значи тоа се огромни штети. Значи внимавајте само една фасада да се бојоса. Значи тоа се скелиња, работни часови, штети и така натаму. Значи еден човек со шајка да ви ја изгребе колата, па на човек има ја криво. Една гума на возило да се дупне, па ќе биде штета. А внимавајте, ние зборуваме тука за вандализам, за кршење, за удирање кое што траеше со месеци во огромен број на градови. За напади врз полицајци. Значи, внимавајте, имавме ние протест, како што реков пред малце, 30 повредени полицајци, значи буквално 2 сата ги маваа со бекатони, со шипки, со се живо, со запалени контейнери и така натаму. 30 повредени полицајци, значи момчиња што има 20, 21, 25, 30 години. Задолжени за одржување на јавен ред и мир. За јавен ред и мир, кој што секојднев има мајка, татко, брат, сестра, сопруга, некој што го чека дома. Кој не би требало да се поистоветуваат со... И некој нив ги напаѓа, и сега 30 повредени полицајци, а еден демонстрант само повреден, замислете беше обратно, и тие велат полициска бруталност. Ајде да видиме некој да ја напаѓа полицијата на во некои други земји, да видиме како ќе реагира полицијата. Значи, во целата оваа работа, и полицијата, и граѓаните, и стопанството покажа голема толерантност, се задржа студената глава, значи да не влеземе во една ситуација на меѓумакедонски судир, која што многумина ја посакува, а СДСМ и неговите лидери активно работеа на меѓумакедонски судир. Значи ние некогаш дури и по цена на толерирање нешто што не треба да се толерира, во името на мирот во Македонија, во името на кохезијата во земјата, правевме чекор назад. Значи и народ да ја види деструктивноста на оние кои што тргнаа против Македонија. Да, беше голема умешност што успеавте да го исконтролирате, нели, контра одговорот на оние демонстрации кои беа на улиците и кои за среќа зад нас се надевам. Одиме со вториот блок реклами, гостим во моето студио Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН, да ги слушнеме рекламите па се враќаме во финале на емисијата. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. ВМРО ДПМН во следните 3 дена ќе организира партиски настани, трибини и собери на кои ќе се дискутира за постигнувањата на партијата, проектите, но и за незините генерални политики, најави вчера Никола Тодоров, член на извршниот комитет на партијата. 3-дневните активности ќе завршат со собир во салата Борис Трајковски, на која ќе се обрати председателот на партијата Никола Груевски. Владеачката партија, како што рече Тодоров, порачува дека е време за крај на политичката криза, време е за крај на
на деструкциите, поигрувањето со чувствата на луѓето и крај за штетите на државата. Вчера се одржа и првата панел дискусија на тема 160.000 нови работни места. Своје враќање и дискусии овие денови, овие 3 дена, ќе имаат политичари од ВМРО ДПМН, но и многу други докажани професионалци и експерти. Луѓе кои се и надвор од политиката, но чиј избор исто така тежи. Ќе зборуваме за нашите примерни определби, новите работни места, подобриот стандард на граѓаните, за тоа како да ја зголемиме уште повеќе бројката од 160.000 нови работни места кои ще ги отвориме. Ќе дискутираме за земјоделието, културата, спортот, за поддршката на социјално ранливите категории на граѓани, за здравството, за здравата животна средина. Ќе дискутираме и за државата низ призма на законодавната и извршната власт. Посебен фокус ќе имаме и на положбата на жената и во политиката и проектите кои што се посветени на жените во Република Македонија. После дводневната програма во Македонската опера и балет, овој тродневен настан на ВМРО ДПМН ќе го има финалето во недела во спортскиот центар Борис Трајковски, каде своје обраќање ќе има председателот на ВМРО ДПМН господинот Никола Гриевски. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме во студиото, гостин во денешната емисија Радио Полиграф Владимир Ѓорчев од ВМРО ДПМН. Господине Ѓорчев, од вчера практично, па во наредните 2 дена ВМРО ДПМН организира партиски настани, трибини и собери на кои се дискутира за постигнувањето на партијата, проектите и генералните политики. Вчера одржавте првата панел дискусија на тема 160.000 нови работни места. Дали ова може би нов пристап, односно отчет на партијата пред граѓаните? Па се работи и за отчет, и за дискусија, и за дебата, и за соопштување на работите, и за слушање на потребите на граѓаните. Значи серија на настани во кои што на луѓето сакам да им кажеме што сме сработили, што имаме намера да сработиме. Значи граѓаните бараат веродостојност. Од една страна го имате СДСМ и ЗАЕВ кои што буквално се ветува. Ветување многу слични на оние на Бранко Цренковски, по еден вработен од секој семејство. Значи на секој му го кажува тоа што сака да го чуе. Значи од типот не знам дека ќе има 30.000 денари плата, иако во неговите фирми има плата и по 8 и по 9.000 денари. Нека повели нека ги даде тие плати кои што вели дека на сите ќе им ги даде. Значи од една страна имаме нереални ветувања и кажување на луѓето што сакаат да го чујат. А од друга страна имаме одговорен пристап и ВМРО ДПМН која што вели: луѓе, видете, во моментов градиме 3 автопати, ќе ги довршиме, имаме намера за уште повеќе. Изградивме до сега толку и толку градинки, сакаме да изградиме уште 100 повеќе. Изградивме 90 и нешто спортски сали, 93-4, не ме држате за збор, ќе направиме уште 50-60. Го зголемивме пензиите 70%, за разлика од СДСМ кој што никогаш, ниеднаш во 25 години нема зголемено пензии, никогаш. Ги зголемивме пензиите 70%, најмалите 90%, ќе продолжиме да ги зголемуваме. Значи, еден пристап на веродостојност. Веродостојност се велиме на луѓето, тоа е направено. Свесни сме дека еден куп работи не се направени, свесни сме за тоа, дека има уште еден куп проблеми кои што им тежат на луѓето секојдневно. Но, ајде да избереме партијата, гарнитурата, луѓето, премиерот, кој што може да се носи со тие проблеми и да ги решава тие проблеми. Значи, ако излезе Македонија од кризата, ќе се решаваат и големите државни проблеми, а решавањето на големите државни проблеми ќе значи и решавање на оние помали проблеми кои што ги имаат луѓето. И обратно, ако состојбите во Македонија продолжат да се влошуваат, ако во Македонија се продолжи политичката криза, ако на СДСМ му успее она која што сака да го направи, а тоа е привремената политичка криза да направи трајна криза, хронична состојба и од Македонија да направи држава пациент, тогаш ќе имаме нешто сосема поинаку и уште понеповолно за граѓаните. Значи, имаме два пристапа, имаме два контрасти и мислам дека огромен број од луѓето ќе дадат поддршка на она што е интерес на Македонија и нивни интерес. Значи, потребни ни се 62 пратеници за да имаме стабилна влада, затоа што после изборите на 11 декември ќе дојдат и ќе поминат
ВМРО ДПМН ќе победи, но не е sejedno со колку разлика ќе победи. На еден начин се преговара ако се имаат 53, 54 или 55 пратеници, сосема поинаку се преговара со 62. Да, значи за стабилна Македонија, за ВМРО подобра тоа го имаше економија, во минатото. на ВМРО му треба 62, затоа што ние да немавме 60 и нешто пратеници од минатите избори, никаква многу поинаква ситуација. Значи сите овие обиди за дестабилизација на Македонија ќе беа многу посилни и многу поуспешни, ќе беа овие обиди за дестабилизација, ако ВМРО ДПМН немаше стабилно мнозинство во парламентот. Само што за крај би сакал да ве прашам вчерашниот, нели, овој 3-дневен собир кој го организира ВМРО ДПМН, дали тоа можеби значи дека на некој начин партијата веќе влезена во кампања за изборите? Па јас би рекол повеќе дека кампањата привршува. Ние десетина години сме во кампања. Во смисла не е кампања како кампања, туку спредување проекти, работа, остварени работи и така натаму и така натаму. Секојдневна активност. Значи знаете како ние сме фудбалски кажано во 80-та минута. Значи ние водиме 5-2 и треба да ја привршиме утакмицава. Значи да, имаше доста нефер ситуации спрема нас, доста прекини, доста прекини, доста прекини, ни поништија неколку голови, нели ни исклучија неколку играчи и така натаму, но фудбалски кажано ја поминавме целата таа работа и убедливо водиме. Значи ние сакаме овие последни десетина минути фудбалски кажано, односно 57 дена кои што се пред нас, да ги завршиме, да излеземе од кризата и подобриот нека победи. Значи, да не се решава победникот на зелена маса. Значи, не на зелена маса, туку на терен, меѓу луѓето, публиката да одлучи, народот да одлучи. Резултатски да победи, не да иде на пенали. Да, затоа што не е потребно тоа на Македонија. Значи, кога ќе дојде формалната кампања, само ќе се изведат билбордите, ќе се снимат неколку реклами, ќе се направат митинзите, но горе-долу луѓето и тоа како знаат што е работа. Веќе има јасна понуда. Нашиот народ знае што е целата оваа работа и што е целата оваа видурма. Значи, треба да ги заштитиме државните интереси на Македонија. Треба да заштитиме унитарноста на Македонија. Треба да го заштитиме она што се нарекува државност, право на одлучување тука во Македонија. Треба да заштитиме македонската економија, плати, пензии, субвенции, така натаму и така натаму. И треба едноставно да пратиме порака дека и кога ни се случуваат проблеми, и кога ни се случуваат удари, сме доволно силни да ги издржиме. Значи, заедно со народот, поминувавме низ многу премрежја, ќе поминеме и низ ова. Мислам дека се гледа крајот. Ево 11 декември доаѓа, горе-долу се знае исходот. Значи, мислам дека јасно е каде е довербата, но уште еднаш ќе речам, не е sejedно со колкава разлика ќе се победи. На еден начин се преговара ако се има 55 пратеници, а друга е состојбата ако имаме 62. За стабилност на Македонија, за подобра економија, за повеќе проекти, за унитарност на Македонија, важно е да имаме 62 пратеници. Ви благодарам, господин Ѓорчев, Владко Ѓорчев, денешен гостин во Радио Полиграф. Пријатно попладне. Пријатно и се небо. Изминатиот час ја следевте емисијата Радио Полиграф. Автор и водител на емисијата Дејан Андоновиќ, техничка реализација Далибор Зафировски. Продукција Радио Слободна Македонија, сабота, 15 октомври 2016 година. Пријатно попладне. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија.